Драги пријатели, добар ден, уште еднаш и добродојдовте. Повторно сме ние во тандем со Сашо и денеска ќе одговориме на уште 3 прашања за кои што знам дека ќе ве интересираат. Представувањето и тој дел на увертира го имате во првата епизода и може и така и да слушнете и повеќе околу Сашо и неговата инспиративна приказка и како практично му се раѓа пасијата за исхрана, нутриционизам и неговата голема упатеност. Така да, за да не должам многу, одиме одма со прашањата и одговорите кои што ќе ви ги дадеме назад. Ова прашање, мислам, генерално Сашо, повторно и остеопорозата е нешто кое што е денес нормално. Мислам, ако имаш остеопороза, окей, сите го имаат, не е толку страшно, но повторно е последица. Не дека, мислам, остеопорозата некојаш не може ние да кажеме начини како да се спречи, затоа што повторно се тука и многу други фактори и така натаму, но во секој случај многу е денеска нормално да луѓе пијат калциум и дури некојаш и на своја рака, ако осетат можеби некако кој болка у коските, пошто терапијава им потпомина, ама сега пат чувствувам па дај на своја рака ќе си земам. По мене е тоа многу погрешно, затоа што не е тоа решението да се прави, но у секој случај за еве зошто е практично таков одговорот, можеш слободно да одиш длабоко и да ја дадеш целата логика, верувам ќе им помогнеш на луѓето. Така, па чисто да објаснам убаво ти кажа дека пошто остеопорозата е се поактуелна последните години и стана некако тренд луѓето да земаат суплементи на база на калциум, дури и кај оние кои што нема диагностицирана остеопороза, сепак ете во насока на превенција на остеопороза, што накратко ќе кажаме многу погрешно. Како прво треба секој што се сомнева или воопшто по старата популација најдобро е да отиде има сега денес точни диагностички методи кои што може да утврдат густината на коскената маса и дали има потреба доколку случај е намалена таа, дали има потреба да се интервенира. Секако, значи, најдобро е да ги добијат препораките од доктор, но кога станува збор за исхраната, можам да кажам дека најчесто и во најголема мера суплементите на база на калциум не функционираат. Калциумот релативно лесно ние можеме да го внесеме и преку исхраната. Доколку обрнеме малку повеќе внимание, многу лесно и во принцип заблуда е тоа дека на организмот му требаат не знам колкави количини на калциум. Друго што треба да сватат луѓето. Во еден оброк ти можеш да претераш дури 2 пати. Точно така, лесно дури можеме да внесеме и повеќе што треба. Луѓето треба исто така да сватат дека коските не се само калциум. Коскиниот матрикс е содаден од калциум, од фосфор како доминантни минерали, меѓутоа има и други минерали кои што се вградени во коските или минерали кои што се вклучени во метаболизмот на коските. И она што е најважно, суплементите на пазарот што се понудени, многу често можеме ние да ги конзумираме, односно да ги пиеме, но тие да не ги абсорбираме и да не завршуваат онаму каде што треба. Па така ја себе и конкретно ќе кажам, суплементите што се на база на калциум оксид или калциум карбонат имаат многу мала биолошка или способност за апсорбција во организмот, така да практично џабе ги пиеме, од нив не можеме некој голем ефект да имаме. Има други форми на калциум кои што се практично биолошки или органски. Калциумот кој што од почвата влегува во растенијата и се метаболизира, па така внесен преку растенијата, односно растителната храна што ние ја јадеме, или животинската храна која што животни кои што се хранат со тие растенија, тоа е она оптимална или органска форма на калциум кој што ние најлесно можеме да ја искористиме. И на крај, уствари, целата поента е да се што можеш да го внесеш преку исхраната, не оди по линија на помал отпор да го внесеш преку додаток во исхрана. Во секој случај е подобро да го внесеш преку храна. И убаво ти кажа, многу лесно ние можеме да претераме со калциумот. Значи, едниот проблем лежи во тоа што дали ќе го абсорбираме калциумот од суплементите, значи дали соодветен суплемент ќе имаме. Вториот проблем е што тој калциум ако го абсорбираме, доколку не ги има во организмот придружните елементи како што се витаминот D кој што е потребен за абсорбцијата и витаминот К2 кој што е потребен за внесување на калциумот во коските, тој калциум продолжува да циркулира во организмот и многу лесно може да заврши како калцификати
например, на сврзните ткива и на коскните ткива или народски познати оние шилци, например, Така што е. се проблем кај спондилозат и така натаму, или може да завршат во комбинација со оксиватите како камчиња во бубрег, во жолчката, па дури и да допринесуваат во циркулацијата во артериите за калцификација на артерискиот плак и стврднување и нарушување на функцијата на артериите. Значи, вишокот на калциум кој што нема да го најде своето место каде што треба, многу штетно најде на делува погрешно место. на погрешно место и затоа само со просто внесување на калциум преку суплементи можеме дури поголема штета да си направиме. Така. Супер, супер. Фала ти, Сашо. Верувам дека добивте логика по ова прашање и нормално ако ви треба дополнителна логика, ако ви треба насоки, затоа што можеби сето ова што го зборуваме, можеби кај некој ќе создаде конфузија, ова е сосема кратко, слободно обратете ни се и ќе го докомплетираме тој, можеби ќе ви дадеме насоки што да превземете по ова прашање, затоа што огромен број од женската популација во повозрастните години се мачи со остеопорозата и влегува во овој затворен круг на додатоци во исхрана. Така да тука завршуваме по ова прашање, ќе го погледнеме следното и ќе се вратиме назад да дадеме одговор. Никола, фала ти и знам дека какво и да е моето мислење, твојот резултат е инспиративен, затоа мислам ја не можам да ти кажам какво е моето мислење, иако моето мислење е позитивно за палеоисхрана, затоа што у некој дел и се поклопува со она што и јас го промовирам, а тоа е да се има доручек, да се има редовност на оброци, палеоисхраната го запазува тоа и да нормално има некои детали кои што се специфични за палеоисхраната и кои што ги има само таму и имаат своја логика, но генерално јас сум со позитивно мислење за овој начин на исхрана и повторно ќе кажам, можеби е начин на исхрана кој што јас не би го прифатил да го како мој животен стил и да биде тоа пределба кој што ќе го правам можеби 30-40 години. Така да тоа е мое мислење, Сашо. Так. Не знам ти што би имал да кажеш по Јас би дал целосна препорака за палеоисхраната со неколку напомени. Она што како основа на палеоисхраната и така треба луѓето да сватат, значи чиста природна исхрана. И најдоброто во палеоисхраната значи комплетно елиминирање на процесирана храна. Значи во палеоисхраната нема место за никаква процесирана храна. Намирници Што е само по себе фантастично. Што само по себе е фантастично. Намирници кои што ги добиваме од природата, од растително и од животинско потекло, во таква форма во каква што се, палеоисхраната, ако тргнеме нели по логиката и на зборот, значи комплетно органско, значи комплетно незагадено производство. И сега во таква смисла тоа е апсолутно здрава исхрана. Карактеристика во палеоисхраната е што има тамо и се препорачува баш внес на полномасно месо, внес на органско месо или она што е месо блиско до коските, сврзни ткива, внес на внатрешни органи. Што е исклучително здраво. Луѓето кај нас многу малку можеби конзумираат внатрешни органи, доколку станува збор за диви животни, дивеч или животни кои што се комплетно одгледани на природни домашни фарми на органски начин, конзумацијата на внатрешни органи е апсолутно препорачлива и во принцип тоа месо, односно тоа ткиво е многу побогато со нутриенти во однос на чистиот мускул или она мускулно месо што ние го јадеме. Така да тоа е придобивка една во палеоисхраната, бидејќи се препорачува таков внес на месо. Таквиот внес на месо исто така изобилува со многу повеќе колаген и состојки кои што се добри и за коските и за мускулите, за разлика од, повторно кажам, чистото мускулно месо кое што има помалку колаген, бидејќи колагенот би го правил ли ти, би ја водел ли оваа исхрана за себе лично? Да. До животно? Да, затоа што тука треба да направиме разлика. Кетогената исхрана е некоја надградба или верзија на палеоисхраната како основа, веќе кетогената исхрана е многу по-ригорозна, многу по-елиминаторна и таа по мене барем, тоа е моја препорака, наоѓа многу големо место при регулација на телесната тежина, при надменување на многу состојби, невролошки состојби и така натаму баш како диетотерапија. Но јас лично за кетоисхраната не мислам дека би била животен стил кој што постојано би се водел. Меѓутоа палеоисхраната е многу послободна, како што кажав, палеоисхраната едноставно се базира на многу намален внес на јаглехидрати, но не го исклучува како што е во кето, каде што навистина минимален внес.
Дозволено е влеси на овоше, умерено, во принцип така и треба, бидејќи и со овошето можеме да претераме. Намален влез сега, по некои правци мешунките ги исклучуваат, во некои правци на палеоисхраната дозволено е умерена консумација на мешунки, во однос на млечните производи со така умерена консумација. Многу поголема консумација на масти, меѓутоа се здрави природни маси кои што доаѓаат од јатките, кои што доаѓаат од семињата или од животинско потекло, кои што се исклучиво, како што реков, органски, здрави и природни, кои што не се зависно од храната со кој што биле хранети животните, полни со многу токсини, хормони и така натаму, кои што се складираат во масите. Зошто јас дадов логиката дека не би го правел доживотно е затоа што тоа што јас практично не би го правел у делот со палеоисхраната е конзумација на толку месо кое што денешните извори се не баш проверени. Так. Али органскиот момент е нешто што можеби е веќе сосема друга димензија, али повторно јас знаеш, пошто конзумацијата моја на месо е драстично намалена, речиси на нула е сведена и сум почувствувал некакви бенефити, а она што сега па ме мачи, иако дека ја не сум имал проблем некој со конзумација на месо, е можеби веќе и етичкиот аспект ми навлегува што да, али тоа е голема дебата, така да нема да навлеземе денеска у сето тоа. Јас само сакам да дополнам. Многу често палеоисхраната луѓето погрешно перцепираат. Таа не подразбира прекумерен внес на месо. Да. Значи таа значи поголем влез на масти и на здрави масти кои што во голема мера и од растително потекло доаѓаат, а не преголем влез на протеини. И како што и кажав, значи во делот и на месото кога се внесува, тоа не е чисто мускулно месо на база на метионин кој што може да има и одредени негативни последици, туку или органско месо или она месо кое што е богато со колаген, кој што е исклучително потребно за регенеративните процеси во организмот. Да. Друга добра придобивка од палеоисхраната е намалениот внес, односно практично исфрлувањето на житарките. Јас сега не сметам дека житарките целосно треба да се исфрлат во исхраната, меѓутоа ние денес или генерално западните развиените земји премногу ги конзумираме житарките за доручек, за ручек, за вечера, секој ден. Ако не е леп, тогаш е пecivo, тогаш е во форма на церали и така натаму. Тоа е преголем внес. Житарките, иако содржат добри нутриенти, содржат и сложени аглихидрати кои што даваат енергија, меѓутоа содржат и многу антинутриенти и го содржат голем дел од тие житарки и глутенот, кој што се повеќе науката потврдува дека дава штетни последици не само кај оние луѓе кои што имаат нетолерантност, туку добро, тоа е големо прашање што треба да се обработи посебно, меѓутоа таа редукција на внесот на житарки во палеоисхраната јас ја сметам како добро дојдена. Значи можеби не да се отстранат комплетно, меѓутоа секако да се намали нивниот внес. Супер. Никола, фала ти уште еднаш за прашањето и мислам дека пошто затворивме голем дел од прашање што сакавме да го зборуваме и претходно поврзано со овие некои работи. Тука и практично ќе завршиме. Сашо, фала ти уште еднаш многу што беше дел, мислам што одвои доста време за да одговараме тука на овие прашања. Фала ти што толку длабоко отиде и даваше логика и сигурен сум дека многу луѓе ќе изгледат инспирирани не само за да променат нешто и туку и да научат нешто, пошто тоа ќе им даде надол крок ако се само свесни ќе си само помогнат. За сите кои што сакате да нормално да стапите во контакт со Сашо, може да го најдете на Facebook. Секако ќе има линк кој што ќе го видите и јас ќе го оставам за да може да го следите Сашо и учите и од него многу работи. Така да тука се одјавуваме. Ви посакувам здрави животни навики, ви посакуваме убав ден, уште еднаш голема благодарност што одвојувате време за да ги следите овие содржини, уште еднаш голема благодарност до Сашо, кој што после долго време да се појави како машки род гостин во овие епизоди и нормално се гледаме во следните епизоди и останете ми по добро расположение. Чао, чао!